Тарзан, господорот на мајмуните, според романот на Едгар Рајс Бароус. Бебешки плач оддекнуваше во африканската џунгла. Лордот и лејди Грејстонг никогаш не замислуваа дека нивното прво дете ќе се роди во колиба среде дивина. Пред неколку месеци екипажот на бродот со кој патуваа се крене на бунт, па двојката беше оставена на еден брег со нешто оружје и малку залехи. За несреќа, во таа дива и непријателска средина, младата лејди Грејстонг се разболи. А кога нејзиниот син имаше само неколку месеци, таа умре. Лордот Грејстонг правеше се што можеше да го заштити својот син, обидувајќи се да ги држи подалеку шумските мајмуни кои често се прикрадуваа во колибата и крадеа се што ќе им дојдеше од рака. Еден тажен ден, тој истрела од својата пушка за да ги растера, но со тоа разгневи неколку огромни горили кои го нападнаа и го усмртија. Младиот потомок на Грејстонг сигурно ќе завршеше како татко му ако не се замешаше Кала, мајка мајмунка која неодамна го беше изгубила своето младенче. И покрај негодувањето на другите мајмуни од низината група, таа го зеде бебето. Ќе го гледам како да ми е син, му свика на Керчак, огромниот водач на групата. Кога се обиде да го земе бебето од низините раце, гледајќи го малечкото дете како и се насмевнува, таа прошепоти: "Ке те викам Тарзан, што значи бела кожа." Благодарение на грижата на својата мајка посвоителка, Тарзан израсна голем и силен, а од неа ги научи јазикот на мајмуните и сите вештини за преживување во џунглата. Кога стана тинеџер, додека талкаше низ џунглата, Тарзан дојде до колибата на своите вистински родители. Пон со љубопитство, тој влезе внатре и беше воодушевен од фотографиите и од неколку буквари. Иако не можеше да зборува, успеа да научи да чита и да пишува. Исто така го најде бодежот на татко му, лак и стрели, и полека почна да учи како се користат. Момчето наскоро стана толку вешт ловец, што Керчак го предизвика на двобој. Решен да го убие. "Не си еден од нас, ниту пак некогаш ќе бидеш тоа", извика мајмунот. И се вдаде кон младичот. "Ке те убијам исто како што го убив и татко ти." Меѓутоа, по жестока борба гради во гради, Тарзан го совлада и го уби Керчак, и така стана новиот водач на групата. Поминаа неколку години и еден ден во шумата пристигна една научна експедиција, предводена од професорот Портер, американски научник. Со помошта на својот асистент, тој планираше да ги проучува однесувањата на мајмуните. Професорот исто така беше придружуван од ќерка му Џејн и нејзината гуверната, како и од неколку француски војници кои престојуваа во таа област. Откривајќи го присуството на луѓе, Тарзан беше заинтегриран и почна да ги следи, криејќи се во густежот. Но еден ден Џејн го забележа и покрај тешкотиите да се разберат меѓусебно, двајцата наскоро се спријателија, но опасноста беше надвисната над експедицијата. Всушност, едно утро, девојката беше грабната од група горили. Француските војници се обидоа да ја помогнат, но Тарзан беше оној кој висејќи на лилјан се фрли среде мешаницата и успеа да ја спаси. Во борбата, капетанот на французите беше ранат. Тарзан му помогна и го однесе во колибата на своите родители за да се одмори и да закрепне. Така капетанот ги најде дневниците на лордот Грејстонг и го откри вистинскиот идентитет на дивиот човек. Тогаш небото беше распарано од звукот на Плутон од едреникот кој дојде да ги земе членовите на научната експедиција, вклучувајќи ги Џејн и нејзиниот татко. Тарзан го придржуваше капетанот до бродот каде што тој им раскажа на сите за сето она што го откри за дивиот човек. "Не можеш да останеш овде. Твоето место е во Англија, во твојот семеен дом", извика Џејн. Дотогаш младичот веќе беше влюбен во неа и реши да ја следи, напуштајќи ја џунглата за секогаш. Кога конечно стигнаа во Лондон, Тарзан ја поведе девојката со себе на името од Грејстонг и по некое време ја прославија својата венчавка. Сепак, и покрај новиот живот, на Тарзан му недостигаше земјата во која израсна, а Џејн го свати тоа, па му кажа: "Ке те следам каде и да одиш." И така следниот ден обајцата тргнаа да се вратат на местото каде што првпат се сретнаа.